берат потке, се капет деца, луѓи со njih, со потке, со цвеќина денеска. И ој потке што ќе соберат, утре после им се дава и стоки. И тамо се береме, има едно, меѓу две села, Орешек, Црњелево, па и други села горске, па се бере ваке. Ние имаме во Нијача се береме, тамо две села, играме, пуеме и се веселиме за Ѓурѓевден. И оја свака година се прави оја Ѓурѓевден. И така да заминеме, дења и убаве се оја. Да збориш за гора, треба многу време. И ја не можем да кажем, знаеш, све. Само ќе кажем зашто се береме во Нијача. Сакате да знате вие. Нијача било едно село. Сега не е село. И Нијача била меѓу Орешик и меѓу Црњелево. Па сега тија село Паросано нема е луѓе туи. И луѓе што останале, мали луѓе што останале од Нијача, јене живеат во Орешик, јене во Црњелево. Па за тија, за успомен од тија место, се бере и Орешик и Црњелево туи. Бере травке, цвеќе и ќе се стават луѓе меѓу себе. Ќе заминат мало време, ќе поиграат, ќе попујат. Тија е Ѓурѓевден. Поделуваме македонски думи со гордите горани. Ми зборуваат за последниот им предок Јован, после кого поминале од христијанството во исламот, пред 300 Божји години. Синовите на Јован понатаму се именувале Мустафа, Немиша, Ариф, Камбера, до денешните Бајрам, Рамазам, Шклјазим и Бесим. Во селото има гробишта христијански и муслимански. Црквата од Светагора имала имот во Орешек, ми раскажуваат. На местото Чука имало црква и во Нивче, каде се случуваше прославата на Ѓурѓовден. Планините се ракуваат со небесата. Светловалне мајчице, варнајчица, хај, дадице, варнајчица. Ситно поет мајчице, пиличица, хај, дадице, пиличица. Ситно поет мајчице, све кажуе, хај, дадице, све кажуе. Све кажуе мајчице за путници, хај, дадице за путници. Зве путници мајчице издојдоа, хај, дадице издојдоа. Сад наш путник мајчице не ни дојде, хај, дадице не ни дојде. Ни остана мајчице да летуе, хај, дадице да летуе. Ја не жалим мајчице што ќе летуе, хај, дадице што ќе летуе.
Toko žali majčice šar postelja, haj dadice šar postelja. Само дрво не се сече, ми кажува Рамазан, приказни од селото. Ми кажува за високата елка, чија што сенка се огледувала на другата планина. Елката за која се пее песната. Јело, мори јело, високо што раснеш, далеку што гледаш, али видиш njega. Песна за љубата, гледаница, која си го чекала момчето од бурбе. Театарот Скрби утеха кини се во културна битка на Ѓурѓовден кај македонците во Гора Албанија. Во угорот, Божиот угор на гора. Од спротива горде е очикле, како да го посадил Бог во вишината. Потоа другите македонски горански села: Шиштеец, Борје, Црноилево, Оргоста, Запад, Пакишта, Кошаришта и моите домакини од Орешек. 9 села во Албанија, 20 во Косово, останатите во Македонија. Ех, делбо дел Босана, раздели па владеј, упатства за владење и скротување на македонската душа, применувани до денеска. Велми, мој Боже, преславен Господи, сонуваше да го обедини светот Александар Македонскиот цар, а ете ме пред поделената Македонија. Ми прелетува мисла додека чекорам кон местото, каде се запотнува славата со песната. Облечен како Александар, по планинските висови чекорам. За миг помислив на безпатијата до крајот на светот, на Индија, на Хиндикуш, на висините на Химелаите, на крајот на светот кој го бараше македонскиот цар, а еве овде под покривот на Бога живеат македонците. Мемишовци засвиреа со двете зурли и топанот. Поземав збор, го споделив со гораните, со македонците од Вишната гора. Ишнат зурлите и татнат тапаните. Удираат гајвите, завиваат, опните летај, летај духу мој, ми треба гора, скутот на планината да ми ја лекува душата, да ја пуштам планината. Олимпу мој, Дионе свет граду о водо. Таму некаде пред нас е Бог, кој ни го определил последното искушение. Отвори ни го срцето, отвори ни го срцето, отвори им го срцето за љубов. Кој сум јас, Александар, царот на гордите македонци? Кои сте вие, Херакловото стебло, Орфеевите следбеници на Бога Македона чедата, децата негови избрани? Зафаќаат сурлите, гајдите, тапаните, не понесуваат чествувањата. Летај, летај, голобрдо, летај со сила и страст. А сега, кој сака да биде Александар Македонски? Зошто е важен Александар? Затоа пред 2000 и повеќе години зборуваше: нема повеќе да има ни македонци, ни персици, од денеска сите сме браќа. До ден денеска неговиот сон не е остварен. И ние како негови потомци денеска во оваа света и славна гора, каде што го чествувате Ѓурѓовден, треба да запомниме дека треба да живееме како браќа и пријатели. Да живее гора, да живее Ѓурѓовден за многу години.
Живеам со песните на гора, кои носат длабока тага и Божја промисла. Пеам внатре од душава. И зборовите како да зафаќаат свештено оро на ѓурѓовденската слава во гора. И велми знам длабоко од душава, дека штом еднаш си дошол во гора, заминување нема. Таа останува за секогаш во тебе, во срцето ти, а и ти со неа, славејки и играјки од светите ора и песни македонски. А сега последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Во Библијата пишува: Господ го соочува со проблеми, со тежина, со искушенија, оној кој е со цврст карактер, давајќи му таква задача, би рекла, да види колку ќе издржи, колку е цврста неговата сила, макар и негативно да биде тоа искушение, да види колку е верен тој човек према Бога. Морам да признам дека една од нив сум и јас, која се соочив со такви проблеми, кои не ги ни посакував. Меѓутоа останав и ќе останам со вербата кон Бога. Не му се предадов на ѓаволот. Во случајов со Македонија, и при се што и се прави на Македонија и македонскиот народ, ние македонците мораме да издржиме, да не се предаваме, да ја имаме вербата кон Македонија и да продолжиме со нашите цели, да се спротиставиме на неправдите од оние кои немаат свест, зашто ова што го прават Европската Унија и Америка, да не зборувам за Бугарија, Грција и Албанија, дека им е последен обид за да ја уништат Македонија и се што е македонско. Ако матицата на пчелите ги собира во куп сите тие пчели да работат создавајќи мед, но исто пчелите и помагаат и на природата, тогаш и нашата мајка матица Македонија нека не собере сите, нека не солидаризира и да одиме кон иста цел. Обединување на Македонија, зашто ние македонците не бараме нити повеќе, нити помалку од она што нам ни припаѓа. Познато е дека цела Европа, вклучувајќи и Англија со Черчил, во почетокот на Втората светска војна беа свртени со Хитлер, освен Македонија, Србија, дел од Хрватска и егејскиот дел на Македонија, заедно со Русија, кои беа против фашизмот. Фашизмот изгуби тогаш, исто како и така наречената демократија што сега ја прикажуваат Европската Унија, па и Америка, кои веќе губат. Малите народи или држави во светот веќе се освестија, меѓу кои и Република Македонија. Таа наша македонска држава, која прва заедно со 5 големи држави, Америка, Кина, Франција, Англија и Русија, во 1948 година, кога се формира Обединетите нации во Сан Франциско, токму таму соосновач беше и Македонија, со првиот министер на тогашна Југославија, од Штипско Новосело Емануел или Мане Чучков, инаку верувам дека знаете да Чучков беше подпредседател на президиумот на АСНОМ. Чучков беше заедно со 5 членки на Обединетите нации, каде Македонија покрај другите народи во светот го доби своето право на нација, јазик, историја, култура, држава во федерација со другите републики држави на Федерална Југославија.